Да. Ушва топло се сварив. Нека потрае. Да, убаво. Не вода нека паца. Наопред тешко било. Ове е врховен командант ки нареди на единициве. Никола се гледа, мене се гледаш на него. Добро, јас понад. Добре, ја реков поназад. Не, ја помислам да се видиш и ти. Ќе вакам. Тајно. Да, вика ништо не. Значи гледаме дека позициите на Франција се многу тврди околу отворањето на процесот на преговорите. Вчера и Заев рече дека доколку не се случи почеток на преговорите, дека можно е паѓање на владата и дека нели влегуваме во некоја темнина. Кои се последиците од недобивањето на владата? Ќе пате ли тоа? Прво тоа не е прашање на мене. Значи, иднината на владата, ја прашање на министерката може да се одговор. Ова сакам да ви кажам. Значи, се прават последни дипломатски напори од наша. Видите, работата не е... Денес се почнува заседанието на Европскиот сојуз на највисоко ниво, на 4 државни влади и највисоко ние сме проширувањето е на дневен ред негде утре во 3 часот. Значи, раните попладневни часови ќе се донесе формално. И од тој аспект имаме дополнително мораме датум за преговори за да може да влеземе во длабоки реформи со асистенција од Брисел, Постаре демократи, организација која докажа дека има принципи и стандарди кои се практично неспоредни со било која друга организација во светот. Значи, од аспект на безбедност или од аспект на мојата улога и како врховен командант, мислам дека не треба да има никаква дилема, никаков сомнев што ако не добиеме датум за преговори. Во однос на стратешката насока, ако не добиеме сега датум за преговори, мислам дека е апсолутно јасно дека ова е најдобрата опција, дека ние и понатаму како држава, сосема независно која влада, кој е председател, кои се релевантни политички субјекти, ние мораме и понатаму да продолжиме да работиме за наша целосна асоцирана во Европската унија. Единствените кои повеќе се грижат за иднината на владата отколку за иднината на опозицијата, отколку иднината на државата, се оние кои што не донесоа во ситуација после 14 години од кандидатскиот статус ние да сме држава која што ги нема почнато преговорите. И мислам дека е тоа неодговорно и недржавничко однесување. Оваа политичка опција ја донесе Македонија до членство во НАТО и оваа политичка опција ќе ги почне преговорите со Европската унија. Не заради тоа што се трудам да предвидувам, туку заради тоа што ги гледам фактите позади нас. За само 2 години успеавме од држава која немаше никаква ни европска ни НАТО перспектива да станеме држава која што е пред членството во НАТО и држава за која за прв пат после 2005 ќе дискутираат премиери и председатели и ќе носат одлуки. Единствената причина
или единствената бариера која стои помеѓу нас и почетокот на преговори со Европската Унија не се нашите задачи. Тоа дури најскептичната земја Франција го кажа. Од наша страна, нашите обврски се завршени. Единственото што стои помеѓу нас денеска и почетокот на преговори е реформата која што Франција ја заговара, ја предвидува и ја бара и во поглед на внатрешните состојби во Унијата, но и во поглед на самиот процес на проширување. Стратешка, историски казнива, за жал грешка, е што нашата држава ги изгуби подобрите години за проширување на Европската Унија, во период кога Хрватска влезе, во период кога Црна Гора и Србија ги почнаа преговорите за членство. Ние не можеме назад да го вратиме времето, но може да спречиме повторување на грешките. Покажавме дека државата не ги повторува грешките, сега на потез се европските лидери. Што мислите дека падне сепак владата, да се размишуваат односите со коалиционите партнери? Коалиционите партнери кои што стојат зад владата имаат консензус по двете стратешки прашања: членство во НАТО и членство во Европската Унија. Покажавме дека и на двата плана имаме резултати. Не гледам никаква причина да се создадат дилеми во владината коалиција, заради тоа што пораката која што е упатена од министрите за надворешни работи, сега видовме и од председателите и премиерите, е дека ние го завршивме нашиот дел од задачите. И тоа е драматично различно од ситуациите пред неколку години. Меѓутоа, ниедна задача не е завршена додека не се заврши со резултат. И затоа работиме на тоа државата да ги почне преговори. Како ја коментирате вчерашната изјава на премиерот Заев дека Македонија се труди повеќе можеби и од Полска и од Унгарија за европските вредности? Дали можеби би се навределе Полска и Унгарија за оваа изјава? Ја не би сакал да се споредувам со другите држави, зашто секоја држава во времето кога била поканета за да преговара и додека станала членка, сигурно вложила максимум и вложила 100% тоа што од неја го бара. Неспорно е дека ако гледате пред 10 или 15 години, дека тогашните земји членки, оние кои станаа членки на Европската Унија, далеку помалку реформи направија од оние што доаѓаа подоцна. Ноторен факт е дека секоја следна земја членка на Европската Унија поминува низ подолготраен и потежок процес на преговори. Хрватска е последен пример од регионот. Она што е неспорно исто така е дека Црна Гора 7,5 години преговара до сега. Далеко е од затварање. Србија преговара 4,5 години, далеко е од отварање на најголемиот дел поглавја, а не пак од нивно затворање. Значи јасно е дека она што некогаш беше достапно само после 4 или 5 години преговори со ратификација на финалниот договор сега е невозможно. Значи од тој аспект неспорно е дека ние имаме вложено повеќе и до сега. Само да не го забораваме еден податок од 2005 година, тоа не е толку далеку, и 2005 во рекорден рок го говоривме тој познатиот прашалник кој ни беше доставен од тогашната Европска Унија, како ниту една земја претходно. Брзо ги говоривме тие илјадници прашања за реформите во сите области, и тоа велам во се во свое време. Тогаш биле едни барањата на Брисел денеска се поинакви, неспорно се потешки и поголеми, и тоа не треба да не плаши. Јас тврдам, стојам на тој став, дека Република Северна Македонија денес е поподготвена од било која друга држава во историјата на Европската Унија во моментот додека чекале датум за преговори. Значи ние сме најподготвени бидејќи имаме 14 години стаж чекање, 2005 добивме кандидатски статус и она што можеби јавноста не го знае или го има заборавено, уште таа година сите, буквално сите 35 тима за преговори по сите 35 поглавја по кои инаку се преговара со Европската Унија беа подготвени. Значи имавме една прекрасна екипа уште тогаш направена кој и сега во функција и чекаме само момент за формален старт на преговорите. Потешко е, меѓутоа јас не се плашам, верувам дека никој нема сомнеш во таа насока, дека ние имаме подготвени тимови и стручни лица кои знаат тоа да го направат на најдобар можен начин. Хвала. Поздрав.